Франција следниот викенд ќе почне да ги олеснува мерките против ширењето на коронавирусот за до Божик. Продавниците, кината и театрите да можат повторно да бидат отворени и граѓаните да ги поминат празниците со своите семејства, изјави францускиот претседател Емануел Макрон. Макрон синоќа во телевизиско обраќање до нацијата кажа дека најлошиот период од вториот бран во Франција помина, но дека угостителските објекти мора да останат затворени до 20 јануари, за да се избегне избивањето на третиот бран, пренесува Reuters. Мораме да направиме се што е можно за да се избегне третиот бран, да се направи се за да го избегнеме третото затворање на земјата, рекол Макрон. Францускиот претседател исто така потенцираше дека и вакцинацијата најпрво на најчувствителните групи ќе почне кон крајот на декември или почетокот на јануари. Со коронавирус во изминатите 7 дена во светот се заразиле над 4 милиони лица, што е највисока бројка за една недела од почетокот на пандемијата, соопшти Светската здравствена организација. Оттаму предупредуваат дека само во последната недела се пријавени точно 4.060.891 лица со COVID-19 и од во истиот период починале 67.221 пациент, пренесе агенцијата ТАС. Една недела претходно беа потврдени 3.977.223 новозаболени лица и 59.699 смртни случаи. СЗО меѓутоа верува дека податоците за претходната недела укажуваат на забавување на ширењето на пандемијата. Новоизбраниот американски претседател Џо Бајден вчера официјално ги представи првите луѓе во неговата идна администрација и ја представи својата визија за надворешната политика во која сад го превземаат глобалното водство. Во време кога се одвива трансферот на власта, Бајден рече дека неговиот избор на Ентони Блинкен за државен секретар ќе го врати моралот и довербата на американскиот Стейт Департмент, одговорен за дипломатските односи на земјата.